Преку примери кои покажуваат дека корупцијата ја има во секое општество, но дека против оваа појава треба да се бориме со сите сили, американскиот амбасадор во земјава Джес Бејли на студентите од Факултетот за безбедност им порача дека борбата против корупцијата бара одлучност од сите во општеството. Вредностите во општеството се важни, почитувањето на владењето на правото и борбата против корупцијата се клучен и важен тест за овој регион, рече Бејли во своето обраќање. Macedonia is at an inflection point. The country is embarking on reforms to strengthen democratic institutions and put itself back on the clear track toward NATO and European Union membership. But, as noted, widespread corruption and weak rule of law impede these efforts. Се започнува од индивидуалниот избор, рече американскиот амбасадор, посочувајќи дека секој сам треба да биде пример за тоа како да се победи корупцијата. Многу често, додаде тој, младите се жртви на корупцијата, бидејќи наследуваат расипан систем, нарушена доверба и загубени шанси. Во низата лоши примери за корупција го наведе и случајот со одлуката на членовите на Државната изборна комисија за себе да се изгласа дополнителна плата по одработените октомвриски избори во висина од 4 месечни плати. I'm a civil servant. I support rewarding civil servants who perform above and beyond normal expectations. But I have questions about this one. The State Election Commission is an independent agency. Perhaps this action was even legal. But the vote took place behind closed doors, out of the public eye. And for an agency with many needs, what does that say about leadership priorities? Потенцирајќи дека нема лесно решение за справување со корупцијата, Бејли ги охрабри македонските граѓани и лидери да работат на зајакнување на правосудниот систем и да демонстрираат одлучност во борбата против корупцијата. Неколку пати повтори дека Соединетите држави остануваат наш стратешки партнер, кој на патот на македонските евроатлански интеграции ќе ја дадат соодветната помош и поддршка. На тој пат Бејли нагласи дека е особено важно да се има и добри односи со соседите и во таа насока го поздрави продолжувањето на процесот за решавање на спорот за името.